Проблемот со бездомните куќиња не може да се реши само со згрижување на животните од улиците. Потребни се мерки кои ќе го спречат создавањето на нови бездомни куќиња. Токму затоа Агенцијата за храна и ветеринарство во соработка со општините и стручната јавност работи на подготовка на национална стратегија за системско решавање на проблемот. На состанокот во Битола, на кој присуствуваа представници на општините од Пелагонискиот регион, беа презентирани нови пристапи и мерки кои треба да придонесат за намалување на бројот на бездомни куќиња во градовите низ државата. Според експертите, клучот е во контролата на размножувањето и одговорното сопствеништво. Ново што сакаме да презентираме фактички се три нивоа. Едното ниво е да направиме оперативност на база на податоци која што веќе постои во Агенцијата за храна и ветеринарство. Второ е да воведеме мерки за контрола на размножувањето на куќињата и трето е да промовираме поголема стерилизација и кастрација на куќињата. Заради тоа што до сега цело време во Македонија зборуваме за бездомна популација, воопшто не зборуваме за изворите од каде што доаѓаат новите куќиња. За да не се вртиме во круг во решавање на тој проблем, сметаме дека овој пристап е најдобар. Многу мал процент од сопствениците ги стерилизираат своите миленици, а токму неодговорното сопствеништво е еден од главните фактори за зголемување на бројот на бездомни животни. Од скупниот број на куќиња не верувам дека е 10% кои што се кастрирани или 20%. Значи дека сопствениците кои што ги чуваат животните, домашните миленици немаат пракса да ги стерилизираат. А проблемот е оној момент дека кога има несакана репродукција, не знаат што да прават на куќињата и ги пуштаат на улица. Единствен заклучок и униформен заклучок од сите досегашни состаноци и согледување е дека е прашање на одговорно сопствеништво. Што подразбира тоа? Дека имаме размножување на сопственички куќиња неконтролирано и потоа оставање на оние млади животинчиња на улица да се снаоѓаат, и тоа е всушност зголемување на бројката на бездомната популација. Неодговорното сопствеништво е примарен проблем за појавата на големата бројка на бездомна популација на улиците. Новата стратегија предвидува и теренско пребројување на бездомните животни по региони, со цел да се добијат попрецизни податоци за нивниот број и распределба. Но за првичните ефекти потребни се неколку години. По принцип некое медицинско укажување е дека со почеток на масовната стерилизација, што е идејата да има масовна стерилизација и кастрација, би можело за 5 до 6 години, 7 евентуално да се очекуваат и да се видат резултатите од сето ова. Меѓутоа паралелно да се оди со одговорното сопствеништво за да можеме да имаме пристап кој што ќе ни даде резултат. На средбата во Битола беше најавена и подготовка на нова законска рамка, која треба да овозможи поефикасно спроведување на мерките и подобра координација меѓу институциите. Крајната цел е намалување на бројот на бездомни куќиња, поголема безбедност за граѓаните и подобри услови за благосостојба на животните.